Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска се празнува Голем петок. Сите патишта водат до манастирот Свети Архангел Михаел во Варош. Над 600 контроли од Државниот пазарен инспекторат за почитување на мерките со ограничени маржи на производите. На сметките од 14.500 тутунопроизводители легнаа субвенциите од ланската реколта. Прилепска победа ќе ја предводи жена. Синоќа избрано новото раководство. Времето денеска променливо облачно со услови за дожд попладне. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Денеска сите патишта водат кон Варош, приградската најстара прилепска населба каде е сместен еден од најубавите и најстарите манастири Свети Архангел Михаел, кој на овој ден, Голем петок или Источен петок Балаклија, прв петок по Великден го посетуваат илјадници верници, бидејќи празникот е слава на варошани и на манастирот. Нема куќа во Варош која денеска не слави и нема домаќин кој не е посетен од прилепските пријатели. Овој празник е воспоставен во средината на 19. век по обновата на манастирот и изградбата на придружните конаци во 1861 година, или по-конкретно кога се појавува чудотворниот извор на Божјата мајка во Варош, каде се миеле болните и мнозина болни се измија од водата и оздравеа, како што вели Цепенков. Варошкиот манастир Свети Архангел Михаел, вгнезден во величествениот гранитен камен над Прилепскиот Варош, се вбројува меѓу најубавите и најзначајните културни споменици и религиозни центри во Македонија. Легендата говори дека потеклото на манастирот започнува во 10. век, кога некој ученик на Свети Климент Охридски се населил во некоја од карпите каде водел осаменички живот. Двете одлуки кои ги донесе владата за ограничување на бруто профитните маржи, кои овој пат беа скалести 5, 10 и 15%, според информациите од Државниот завод за статистика, дадоа добри ефекти. Задоволни сме како влада, рече Маријан Ристевски, заменик министер за економија и труд, при посетата на Тирс Прилеп. Од Државниот завод за статистика, што ги имаме информациите, дадоа добри ефекти. Сме задоволни како влада. Пред се имавме имавме дефлација во однос на март месец во однос на февруари. Тоа беше некаде 1,3%, а исто така имаше и намалување на процентот за трошоци за храна и пијалоци, некаде околу 3% на март месец во однос на февруари месец. Крајните резултати ќе ги имаме на крајот од завршување на мерката, која треба да заврши на крајот од април месец, и тогаш од Државниот завод за статистика ќе ги имаме официјалните податоци, со кои податоци точно ќе знаеме колку
Отприлика ова мерка дала заштеда на едно просечно македонско семејство во однос на трошоците на основните прехранбени производи кои ги користи во текот на еден месец. Одлуката, мислам, завршува на 30 април. Од тие податоци кои ги имаме и како ќе се однесува, да речам, трговците во иднина, ќе зависи тоа дали ќе има нови мерки или нема да има нови мерки. На сметките на 14.520 тутунопроизводители денеска легнаа субвенциите за предаден ориентален тутун од ланската реколта. Исплатата изнесува 40 милиони евра или по 100 денари за килограм предаден тутун од реколтата 2024 година. Го исполнивме дадениот збор што го дадовме на тутунопроизводителите. Денеска се изврши исплата на директни плаќања за произведен и продаден тутун од реколтата 2024 година. Исплатени се 14.520 тутунопроизводители во вкупен износ од 2.404.561.224 денари, односно околу 40 милиони евра. Корисниците на оваа мерка се физички и правни лица кои своето производство со тутун од реколта 2024 година го договориле и продале во регистрирано откупно предпријатие согласно Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи. Го вреднуваме трудот на земјоделците, посочуваат од Министерството за земјоделство. Победа доби ново раководство на синојќа од Државното собрание. Прилепскиот спортски бренд ќе го раководи жена. Етапно ќе се решаваат предизвиците на клубот со богата историја, кој заслужува светла иднина, рече Небојша Стојковиќ, спортски директор на Победа, во денешното гостување во програмата Радио што се гледа. Nije lako, pogotovo u ovakvoj situaciji kad je Pobjeda u ovakvoj situaciji, znači unazad koliko godina je u takvoj nezavidnoj situaciji, ako je, da kažemo, 5 ili 10 godina u ovakvoj lošoj, da kažemo, situaciji, treba će im sigurno, neko kaže tako, isto toliko da se postave stvari na prava mesta, na pravi put. Uđe tolikav period? Da. Međutim, to biće sigurno kraći period, ali opet biće mukotrpan rad da se to ostvari. Znači, treba trpenje i izdržljivost? Treba trpenje. Da, kad smo se upoznali, isto ja i Toni Meglenski, shvatili smo, vidjeli smo da su oni predivni ljudi, da su pravi profesionalci, da su baš prilika za fudbalski klubove za Prilep i imaju i, moram da spomenem i gospodina Gorana Zečevića koji je, da kažem tako, odlično potkovan pravno, koji će nam mnogo pomoći u rešavanju tih sportskih problematike u sportu. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со повремени локални врнежи од дожд и грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и изолирана појава на град. Во Прилеп променливо облачно, попладне нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Минималната температура се спушти до 9, а максималната ќе достигне 17 степени. Во деновите од викендот ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени врнежи од дожд и појава на грмежи. Локално ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и изолирана појава на град. Во понеделник ќе има повремен локален дожд, а од вторник стабилизирање на времето. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.